Македонските фудбалски таленти има можност да се забавуваат, дружат и играат фудбал заедно со нивните врсници од големите европски клубови на третото издание на меѓународниот турнир Илинден Куп. Имаме квалитет за развој на идни големи фудбалски имиња, кои еден ден би ја представувале нашата земја. Ова беше одлична можност на терен да се биде подобар, да се игра со срце, но и да се прифати пораз. Имаш од се по нешто, но најважно, искрена детска насмевка. Во овој период најважно е децата да се социализираат, а и место каде што треба да се едуцираат, односно да напредуваат во својот спорт, во фудбалот. Они се млади категории и треба посебно внимание да се обрне на нивниот развој. Ова е еден момент каде што овие услови и овој турнир ги унапредува во сите фази на развој. Нашите деца уште ги гледат многу со респект и не го дават максимумот на тие надпревари, но полека се трудиме психолошки да ги припремиме децата и против секој дека може да се игра. Али најбитно е со овие генерации првен да го засакат фудбалот, да продолжат со спортот, да дружат, да стекнуваат пријателства како на овој турнир. И мислам дека тоа ни е првата примерна цел, а се друго ќе си дојде потаму во наредните години. Тоа е престиж пред се да се игра со такви големи клубови имиња, што се дел од светскиот фудбал. Тоа е едно неверојатно искуство за овие деца, што ќе го памтат дури се живи секако, и нешто да видиме и да научиме од тие европски големи екипи, па да примениме и кај нас. Тренерот има голема улога во овој момент, мислам дека е поголема улога и од родител и од наставникот, пошто тој ги има методите кај што може дисциплината да ја воведи. Ваков тип на турнири се премногу важни. Од ваков тип на турнири играчите добиваат многу искуство, добиваат многу дружење, многу забава. Организаторите задоволни од годинишното издание. Децата имаа можност да играат со Андерлехт, Фенербахче, Црвена звезда, Тампа Кидс, Динамо Загреб, што беше одлична можност да го доживеат фудбалот од европската сцена. На овие возрасти можеби разликата и не е толку голема, затоа што ние во Македонија имаме доста талентирани дечиња, ние сме земја која што секогаш произведувала добри фудбалери. Проблемот настанува кога овие деца ќе пораснат, да речеме, после 15-16 година, каде што треба наистина сериозно да се работи со нив, и тука се прави разликата помеѓу овие клубови што тука ги гледаме, да речеме, нели, тие големи клубови како Андерлехт, Динамо Загреб, Црвена звезда, клуб Бриш, Фенербахче, Бешикташ, што се све клубови кои што со тие повозрастни категории на деца работат многу сериозно, и тука се прави уствари разликата голема. Стварно одлично искуство. Одлично искуство. Убаво е да се видат на едно место деца кои се дружат и играат фудбал. Печатоците се прекрасни. Се надевам дека и во иднина ќе продолжи овој настан. Фудбалскиот клуб Звезда е едно од најголемите имиња на овој фудбалски клуб, но тоа не значи дека другите екипи се помалку добри. Динамо Загреб секогаш се надева дека ќе биде прв. Така сме научени да играме, но на крај секогаш одлучува топката. Могу да кажам слободно да Ова стана традиција за нашиот клуб. Трета година поред сме тука, што значи од самиот почеток. Секогаш велам и ќе повторам. Ова е најдобриот турнир на кој ги носам децата од нашиот клуб. Од година в година организацијата е се поголема, тука се Динамо Загреб, Фенербахче. Задоволство е да се биде дел од вакви големи имиња во фудбалот. Тренерот, посебно на овие возрасти, мора да биде пред се педагог, да ги учи децата да и победуваат и да изгубат некои утакмици, секогаш да биде позитивен, да не ги критикува премногу, затоа што јас викам на овие возрасти тренерот мора да биде различен за разлика од постарите генерации, што после тоа кога ќе дојдат на 15-16 години веќе тука многу по-сериозни работи може да се бараат. Ова додека се мали треба да најголемиот успех на тренерот е да успее овие деца да ги задржи во фудбалот. Од минатата година имаме убаво искуство на овој турнир. Условите се одлични, амбиентот многу деца и што е најважно, од се позитивна атмосфера. Што се однесува до талентите, од Македонија во нашиот состав ги имаме Галевски и Теофиловски. Очекувањата секогаш ни се големи со оглед на тоа што наш приоритет е развојниот фудбал и талент кој во него би дошол до израз. Сакаме убави потези и добар фудбал, а резултатот ќе си дојде сам по себе. Целиот турнир е на мощне високо ниво. Месец дена останува за одмор, да ги средиме впечатоците, да видиме кои работи не биле добри или да ставиме све на хартија.
и полека да се спремаме за следната година, затоа што верувајте ми дека ваква организација на ваков евент е потребно многу време. Многу повеќе од 2-3 месеци, него скоро 10 месеци припрема. Се трудиме да бидеме меѓу подобрите турнири на Балканот, учиме, нели, нормално е да има и грешки. Тие грешки ќе пробаме следните години да се тргнат и да биде што подобро организиран Илинден клуб.